Избираш дестинација за на одмор. Тоа секогаш мора да е некаде и да е прескапо. Замисли самата припрема. Вакви понуди, онакви понуди, скапи. Одреден момент почнуваш да се токмиш. Дали ќе ми се поклопи мене одморот? Хаос. Почнува да се расправа со жената. Значи ако уплатевме пред 6 месеци беше поевтино, сега се е прескапо. Ти си крив. Уплатевме пред 6 години, може и за без пари да ни дојдеше одморот. Тргнување на одмор. Што се треба да се стави в кола? Домати, пиперки, крстајци, гајба пиво, гајба кисела вода, гезвиња, јај. Ти одиш на одмор, by the way. Домашна аптека против лошење, повраќање, комарци. Ова не е припрема за на одмор, ова е припрема за Втора светска војна. Никогаш не заборавај да земиш се филџани. Како да го сликам од овде? Пола сад го слика филџанот со морето, дали ќе одговарало моите за на Инстаграм. Неверојатно нешто. Па шо си ја мачите душата, човече? Кога веќе избираш дестинација за одмор, избери дестинација Македонија. Да бе, како да не Македонија, тука ми е до газот. Добро, а Кожув си била? Кожув, кај е то, Бугарија? Не е Бугарија. Кичево, еве, например. Си била Кичево? Мајка, бевме Кичево, порано одевме многу Кичево и злато ефтино имаше. Ова ланчето што го носи со буква од Кичево е земе. Скопје си била? Скопје сум била, лани сум била. На митинг бевме и многу ба понуда фативме. Превоз бесплатно, плюс ручек имавме. Ало, одењето на митинг не е туризам. Извини, плюс ме биле. На дедо ти кога му менвавме колк. Тогаш бевме. Добро е, окей, Ресен. Да ти кажам право, не одам Ресен. Нема што да барам таму Ресен. Во дворот имаме јабокница, се ќе одиме јаболка да бериме. Дестинација Македонија е избор за туризам исклучиво за иселениците. За жал. Зошто Македонија? И да немаш пари, никаков буџет за одмор. Секогаш имаш тетка во Охрид, Прилеп, Берово, одиш и тропаш. Нема да плаќаш роами. Кога сакаш се јавуваш уживе. Тоа што мајка ти ќе те замара. Ало сине, стави мајца? Ало, на плажа сум, која мајца? Потта да ти ја бери, таква мајца, ме слушаш? Замисли, одиш кај тетка ти Охрид, на сред сезона. Так. Здраво тета, јас дојдов, се немавме видено да се видиме, сред сезона. Седнуваш в кафич, фино, лепо, чекаш да те послужи. Го нема келнерот, ти... Дечко, извини. Во еден момент иди келнерот до тебе и ти вика: "Шо се брзаш? Чекај ќе дојдам." Може да одиш на пример на одмор кај нас и да нема вода болјано. Како е можно да нема вода? Ало, газда! Иди газда ти вика: "Чекај ти е вода, бре, мало ти е зерото онде. Што вода бараш?" И во право е. За да се решиш да одиш на одмор во Македонија, не треба 6 месеци да се припремаш. Доволно е ноќта пред да тргнеш да напишеш на Facebook со онакво виолетово: "Дали има некој утре за Охрид?" Одма ќе се најде. Да не ти пише никој, сигурно знаеш другар, ако не знаеш другар, сигурно знаеш другар на другар ти кој што утре оди Охрид. Башка секогаш е возбудливо да се вози низ Македонија. Да тргнеш, ти не знаеш точно кај е локација. Од прилика возиш. Знам дека таму негде е, ако начекаш на пример некој полицаец, немаш од тој тебе да те застани, ти сам ќе си застанеш, ќе го прашаш: "Одам ваму и ваму." Одма ќе ти каже: "Кај нас полицајците се ко стюардеси. Ваму, лево, десно, врти, право, втора улица се приклучи, чао." Не мора да се вика одмор само некаде кај што е плюс 50 степени. Може во зима, во есен, во пролет, секогаш може да се оди на одмор. Кога ќе му речиш на некој: "Ај да одиме низ Македонија на одмор", прв коментар: "Што има да видиш? Се ми е видено." Пешна си бил? Пешна, баба ми Пешна, како ќе одам, баба ми Пешна е умрена. Пешна е пештера во близина на Македонски Брод, by the way. Пешна е идентична пештера со пештерата во Game of Thrones. Опа, никој не оди да ја посети. И не само Пешна, над 350 пештери има низ Македонија. Па една година да шеташ низ пештерите, ќе не можеш да ги прошеташ, човече. 120 камени кукли во близина на Кратово, постари од 10 милиони години. Ама не знам, некако таму тие не ми се фотогенични. Сликав за на Инстаграм, не собра многу лајкови. Кокино си бил? Па бев да ти кажам Кокино, бевме на екскурзија како деца не носеа и лани на журка бевме. Според НАСА, Кокино е 4-та обсерваторија во светот. На журка ние одиме. Што се случува кога веќе си стигнал на одмор? Приватна куќа негде си сместен. Сабајле газдата: "Дечки, ајде, не одите на плажа, ало? Ајде, доста е спиење." Или само тропа: "Ајде, излезете да ја пробаме ракијата. Долу салата имам направено, гранче од црница имам ставено, затоа е пожолтена, види ја." Во истата куќа, како има и други сместени, по секоја цена се инсистира да се воспостави некаква комуникација. И може да се случи од нигде никаде се појави комшивката: "Извини дечко, да не имаш филџан шеќер, ми снема. Од кај сте вие?" Од Битола? Од Вилица сме ние. Ве барам утре, ајде. Тоа е за подобрување на односите помеѓу градови. Во Македонија годишно се произведувале 135 милиони литри вино. Тоа треба некој да го испие, бе, драги мои. Еден вели: "Абе, да видиш какво вино донесов од Нов Зеланд." Ме дупиш?
Во секој град има по нешто да се види. Еве, ако сакаш да видиш невработеност, оди во Гевгелија. Нема невработен. Мини Лас Вегас е тоа. И секогаш има законтрени градови. Например, оди во Венес ќе речат, шо пастрмајлија таа во Штип бе, ова е оригиналната, со јајце се прави, со мевце се става од озгора. Оди во Штип контра муаве. Како да не таа тука почна пастрмајлијата? Тоа е борба. Кавадарчани имаат само едно да им кажат на неготинчани. Имате семафор бе? Затоа има семафор. Демирхисар, ама не работи. Ако сакаш вистински одмор, тогаш треба да го посетиш Пехчево. Купно ќе видите 5 души, 4 жители и ти. Ако сакаш да осетиш како е да си кабадаја, оди во Битола. Добиваш гратис личен тренер и утринско кафе на Широксока. Какви сме, такви сме, тие сме. Ни самите не сме свесни колку места има низ Македонија кои не ги познаваме. Еве, цело време барате. Вака да одам, нака да одам. Па еве сега имате попусти на групе. Одете.